15. Добро вечер. Тема на денешната наша истражувачка емисија е загадувањето во Република Македонија - во Скопје. Како што знаете, сите имаме проблеми и тешко дишеме до ова ствок, како го викат, со загадување на ваздухот, заради то што има тука од димњаците од фабриките што са без филтри, од ауспуси од возила, од дизел, од голф, од Москвич има Варбург и другите горива што се, меѓутоа тоа е само еден аспект. Ние денеска ќе отвориме еден сосема друг аспект, пошто тоа загадување е комплексно и од тоа се влијае на респираторните органи. Денеска ќе отвориме еден друг аспект и зато го поканив нашиот гост. Тој е професор доктор Тошо Балерот и ќе каже за еден друг аспект на потекло на смртеата во нашиот град. Па ве бола, професоре, еве, Добро вечер, многу ми е драго што сум гостин во вашата емисија, значи вака јас многу добра најава дадовте. Значи јас долги години се бавам со проучување на потеклото на смрдеата во нашиот град. И во тие долги години, значи, со потрошена многу енергија и со самопрегор, дојдов до едно интересантно откритие. Наиме, открив дека Скопје смрди под мишки. Да. Сега вака, накратко да ви кажам, значи, од етимолошки аспект, мишката потекнува од францускиот збор мише, што значи мало смрдливо длакаво место. Сега, секоја сличност со некој друг дел од телото е сосема случајна, мислам, нели? И, значи, јас не сум прв кој што се бава со овој проблем, многу теоретичари низ историјата се занимавале баш со оваа проблематика. Видувам, ќе може ли малку по-детално? Ќе ви кажам, да, тие главно потекнуваат од трите најзначајни школи, значи тоа се Вардарска, Ресавска и Моравско-Подунавска, од кои пак подосна се произлезени неколку теории, како што се биолошка, хемиска, еволуционистичка со појавата на Дарвин и неговото дело потекло на мишките. Потоа тука можеме да ги споменеме представниците на граѓанската теорија и нормално марксистичко-ленинистичка теорија. Дали може по една да ни ги елаборисате, би ве заболил во интерес да... Да, не знам, тоа во интерес на времето јас ќе пробам вака накратко. Значи, еве да кажеме нешто за биолошката теорија. Низините представници углавном сите копаат под мишки. И велат дека има луѓе на кои природно повеќе им смрдат мишките и луѓе на кои природно помалку им смрдат истите. Меѓутоа, Маркс, тоа многу убаво го има побиено во 11 тези за мишките, во кој што јасно укажува дека филозофите само различно толкуваат мишката, а работата е во тоа таа да не смрди. Кај хемиската теорија, карактеристичен е така наречениот ефект на привиден застој. Тоа значи дека интензитетот на смрадот на мишката се зголемува само до последниот ден од последното перење и потоа станува ист. Меѓутоа, тоа Маркс исто така толку убаво го има побиено во трите писма до Ван Тигелен и едното до Ван Бастен и едното до Ван Перси, во кој што јасно укажува децидно дека интензитетот на смрадот продолжува и по седмиот ден од последното перење. Значи, мишката и понатаму продолжува да смрди, потоа се претвора во кадаив и на крај имаме кома и смрт. Значи, човекот умира во страшни маки. Нешто слично е набеснило. Еволуционистичка теорија. Значи, нејзин представник е Чарлс Дарвин, со неговото познато дело Потекло на мишките, за чија реализација вршил испитување во летен период во дупла двојка на ЈСП. Потоа тука можеме да ги спомнеме и представниците на граѓанската теорија, кои што велат дека мишката ако не се пере смрди, меѓутоа тие се класно обоени. На крај да кажеме нешто и за најбитната, а тоа е марксистичко-ленинистичка теорија. Маркс долго време ја проучувал мишката како поим и како фигура, диалектички, и дошол до многу сознанија во врска со неа и незиниот смрад. Така, например, тој открил дека мишките во социјализмот смрдат помалку од мишките во капитализмот, затоа што капитализмот е во распаѓање, нели? И во социјализмот мишката како таква добива една нова димензија, односно од мишка по себе преоѓа во мишка за себе и во комунизмот имаме човек без мишки.
Ви благодарам за исцрпната теорија што ја изнесовте и за крај ќе имате ли нешто како препорака да им кажете да нашите гледачи? Како не бе? Пролетери од сите земји, заплакнете се, ве молам. K15!